Грмушестите видови на растенија се од особена важност за естетскиот убав изглед на градината, но и од други практични причини. Ова второво посебно важи за оние градини кои што имаат благи закосени падини. Овие благи закосени падини најчесто се посадуваат со грмушести видови на растенија. Но при тоа треба да се внимава дали падината која што треба да биде засадена со грмушести видови на растенија е постојано изложена на сонце или не е. Во првиот случај, кога падината е постојано изложена на сонце или е на присојна страна, тогаш се избираат грмушести видови на растенија кои што се отпорни на сонце и на сончева светлина. А во вториот случај, кога падината е во сенка, тоест е на осојна страна, во таков случај треба да се изберат оние грмушести видови на растенија кои што не бараат многу сонце и сончева светлина за да правилно можат да се развиваат и да растат. Најчесто се избираат видови со умерена еколошка амплитуда во однос на сончевата светлина. Кај овој тип на создавање зелен грмушест покривач, најблагодарната улога на грмушките е цврста стабилизација на хранливиот почвен слој и спречување на појава на ерозивни процеси, измивање на почвата од дожд, полевање, запирање на ерозијата предизвикана од ветар, како и намалување на испарувањето на почвената влажност и одржување на свежина во почвата, како медиум врз кој растат и се развиваат овие грмушести стабилизатори. Затоа се засадуваат брзо растежни и најчесто зимзелени видови на мало меѓусебно растојание. На тој начин, зелената покривка обраснува за кус временски период и ја покрива изложената земја со голема густина. Едновремено, градината добива нов лик, уште една богата и разновидна зелена површина, целосно прекриена со вегетацијски разбоен килим. Како едни од најползуваните грмушести видови за озеленување на падини со широка еколошка амплитуда и широко разгранета приземна форма, може да се споменат смрделиката, полегнатата форма на модрата смрека, куриката, повеќе видови кантарион, млечката, плускавецот, заечката, борот кривулј и други. Доколку станува збор за падина која што зафаќа поголема површина, во таков случај грмушестите видови треба да бидат со различен висински раст и колорит, со што би се избегнала евентуалната монотонија во градината. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.